Здраво и добре дојдовте во третото видео од циклусот видеа со заеднички наслов Препознај своите емоции. Ке зборуваме за непријатните чувства, за најнепријатните би рекла, односно оние чувства кои сите ги чувствуваме, а не би сакале, со кои најчесто многу тешко се соочуваме и понекогаш имаме проблем, ни е потребно време, може би и помош, да можеме да се соочиме со нив, па да ги надраснеме и да се ослободиме од нив. Најпрвен ќе почнам со презирот. Презирот е поврзан со односите со другите луѓе, односно најчесто го упатуваме кон некого, иако се разбира, може да се презираме и себе си за нешто што сме направиле и што се судира со нашите норми и очекувања од себе си. Презираме некого затоа што тој обезвреднил нешто што нам многу ни значи, некоја наша карактеристика или можеби не обезвреднува како личност. Иако презирот е многу близок со омразата, сепак се вели дека кога чувствуваме презир кон некого, сметаме дека тој не заслужува ни да го мразиме. Доколку чувствуваме презир кон некого, би било добро да се соочиме со тоа, затоа што ние треба да се носиме со тоа. Нас ке не става во некои состојби во кои нема да се чувствуваме убаво. Ја споменав и омразата. Омразата е чувство кое што е резултат на некој големо разочарување, на некоја голема повреда или навреда која ни е нанесена, независно дали на физичко или емотивно ниво. Многу често од луѓе кои ни значат или ни значеле или на луѓе на кои сме им верувале. Омразата многу често може да доведи до тоа да бидеме деструктивни, агресивни, до некои ситуации кои што може да имаат многу неубави последици и по нас и по личноста кон која чувствуваме омраза. Животот е премногу краток за да живееме мразејќи се едни со други. За жал ни се случува на секојдневно ниво омразата која преку говорот на омраза ја пласираме секојдневно по порталите, по социјалните мрежи и очигледно е дека треба да поработиме сериозно на ова чувство како колектив, а секако дека треба да работиме и лично и ако тоа не притиска подолго време, да побараме помош пред да направиме нешто за што можеби ќе се каеме цел живот. Зависта е чувство кое се јавува во однос на други луѓе кои што имаат или поседуваат нешто што ние мислиме дека го немаме, независно дали на интелектуално, емоционално, ментално ниво или пак материјално. И понекогаш зависта може да биде инспиративна. Например, јас им завидувам на луѓе кои многу патуваат, но тоа ми е дополнителна мотивација да си зацртам некои цели и планови, некои патувања. Но тоа не значи дека не сакам тие луѓе да патуваат, туку дека сакам и јас како нив, и тоа спаѓа во рамките на така наречената здрава завис која можеме да артикулираме. Меѓутоа, кога зависта е длабоко во нас, кога не ја искажуваме, таа исто така може да ни направи голема штета и се гледа. Очигледно е кога ние им завидуваме на другите, дури и кога не сакаме тоа да си го признаеме. Многу често зависта не заслепува да не можеме да се видиме себе си и да се споредуваме, односно да завидуваме на луѓе кои што се наоѓаат во сосем поинакви услови, имаат сосем поинакви капацитети, сосем поинакви интереси. Зависта не ни дозволува тоа да го видиме, не ни дозволува да видиме што имаме ние и да се радуваме на тоа и да го живееме нашето секојдневие. Затоа и зависта е чувство кое треба да се препознае ако сакаме да го артикулираме и да се ослободиме и од него. Разочарувањето е чувство кое што го чувствуваме повеќе пати во животот, особено од блиските луѓе, од себе си исто така. Разочарувањето е секогаш поврзано со очекувања. Велат големи очекувања, големи разочарувања, а од друга страна се вели дека не треба да имаме очекувања од другите луѓе, единствено треба
да имаме очекувања од себе си, така ќе се заштитиме од многу разочарувања. Дали е тоа секогаш можно? Не верувам. Меѓутоа можеме да работиме на тоа да имаме многу помали очекувања од другите, многу поголеми од себе, да ги исполнуваме своите очекувања, а на другите да им бидеме благодарни за се она што ќе направат, да бидеме свесни дека постои веројатност и да не ги исполнат нашите очекувања и тоа да не ни предизвикува длабоки разочарувања или пак да не носи во некои депресивни расположби. Разочарувањата може да бидат реални и нереални, може да се работи за наша погрешна проценка. Реални разочарувања се кога луѓето не почитуваат договори, кога ја нарушуваат нашата доверба, не изневеруваат, како што популарно се нарекува. И во ред е да се чувствуваме разочарани, меѓутоа не е во ред тоа да трае предолго и да не кочи во секојдневното живење, да не наведе да направиме некои непромислени акции и нешто за што подоцна многу ќе се каеме. На разочарувањето може да се налепат и други чувства, како гнев, бес, омраза. Доколку не можеме сами да се справиме со тоа, треба да си побараме помош. Чувството на гадење е чувство кое што го чувствуваме исто така често во животот, кога ни се гади од одредени ситуации, од одредени луѓе, ни се гади од себе си, се разбира дека е многу непријатно чувство, се појавува тогаш кога се чувствуваме од нешто загрозени, не можеме поточно да дефинираме, чувствуваме како некој влегува во наша територија, во нешто што е наше, независно дали тоа е физичко, материјално, дали е дел од нашата личност, меѓутоа ние сме некако немојкни да се спротиставиме и таа немојка е толкова што дури не можеме да чувствуваме ни гнев, ни бес, ни омраза, туку само едноставно повеќе и на телесно ниво чувствуваме притисок, гадење, реагираме со нашето физичко тело. И ова чувство треба да го препознаеме, да видиме од каде доаѓа, со што е поврзано, да дозволиме да го има, но да не обземе, да не поклопи и да не се налепат на него други непријатни чувства. Да умееме да се носиме и со ова чувство и да го прифатиме дека е наше како и сите други, меѓутоа да ја разрешиме ситуацијата која ни предизвикува гадење. Чувството на отфрленост се јавува тогаш кога чувствуваме дека поради некоја наша идеја, поради некој наш став, поради некоја наша постапка, сме отфрлени од некои поединци, од група луѓе. Многу е блиско со чувството на неприфатеност, кое што е различно, затоа што неприфатеноста нема свое минато, не сме биле прифатени, дали некоја наша идеја, дали некој наш став или ние како личности. Може би ни требало време да го освестиме тоа, да се носиме со тоа, меѓутоа не сме биле прифатени и тоа е тоа. Треба да најдеме начин да прифатиме дека не сме прифатени. Отфрленоста се јавува тогаш кога веќе сме биле дел од нешто, или ние така сме мислеле, или ние сме имале очекувања дека сме дел од нешто, а потоа може би само поради некој наш став, поради некоја наша мисла или постапка сме отфрлени. И со ова чувство е многу тешко да се носиме, многу потешко отколку со неприфаќањето, иако сите тежнееме да бидеме прифатени, да бидеме дел од нешто, да бидат чујани нашите идеи и ставови, да бидеме ние како личност прифатени. Меѓутоа, отфрлањето е нешто што многу повеќе боли и што многу повеќе не повредува, заради тоа што сме живееле можеби во илузија или во некакво уверување дека ние сме дел од нешто. И кога треба да се соочиме со тоа дека сме отфрлени, се чувствуваме како да сме изгубиле нешто или некого. Многу близко со отфрленоста е чувството на напуштеност. Не зависи секогаш од нас. Понекогаш да, ние придонесуваме со своите постапки, ставови, со односот кон некои луѓе. Меѓутоа, многу често тоа може да биде нивни избор. Да заминат физички, да се иселат од земјата, едноставно да се соочат со некои големи проблеми, па да немаат време и простор за нас,
или едноставно да си заминат за секогаш. И тоа е чувство кое што е многу болно, ни треба многу време за да го преболиме, и понекогаш остава последици на нашите идни односи и врски со луѓето, затоа што останува стравот дека можеби и следната личност ќе не напушти и потешко влегуваме во блиски односи со луѓе, особено ако почесто ни се случиле такви напуштања или датираат уште од детството. Ако уште од рана возраст сме се соочиле со напуштање на блиски луѓе, на членови на семејството, многу повеќе ќе ни треба низ животот да работиме на тоа, да стекнеме доверба и на крајот на криштата да прифатиме дека да, тоа е факт, луѓето ќе не напуштаат по своја желба или не. Едни ќе доаѓаат, други ќе си одат и ние ќе напуштиме некого на различни начини. И едноставно да се носиме со тоа како што знаеме и умееме. Лутината, освен што се јава во вакви ситуации кога сме напуштени од некого или отврлени, исто така се јавува и во ситуации кога сме повредени, навредени, обвинети за нешто неправедно. Можеме да им бидеме лути на другите, можеме да бидеме лути на себе си, можеме да бидеме лути на животот и најчесто да се чувствуваме онеправдени за нешто што ни припаѓа, за нешто што е нормално, за нешто што го заслужуваме, и бидејќи немаме моќ да се спротиставиме, односно да го изразиме појавно преку бесот или преку гневот, едноставно ја носиме својата лутина која што повремено ја манифестираме и ја искажуваме кон другите луѓе во ситуации некогаш кои воопшто не се поврзани кон тоа што конкретно не лути, или пак тоа го насочуваме кон себе. И затоа може да ни бидат мотивација за некои постапки за кои подоцна ќе се каеме, кои што може да бидат манифестирани преку агресија, автоагресија, агресија кон други луѓе. Може да не наведи на различна деструкција, многу штетен може да ни направат, и затоа е добро да ги препознаеме, да не ги потискаме во себе си, да најдеме начин, здрав начин да се ослободиме од нив, преку разговор, преку физичка активност, да го напишеме тоа некаде, да го споделиме со некого, само да не го чуваме во себе си, да не повредиме, особено не луѓе кои што не се директно поврзани или не се никако поврзани со она што нас не предизвикува лутина, гнев, бес, затоа што многу често тоа во животот се случува. Потиснатата и несобрана лутина можеме во афектна ситуација да изразиме како бес и како гнев врз луѓе кои што немаат никаква врска со тоа што не мачи и притиска. И тагата, кој што е нормално човечко чувство, кое што се јавува во многу различни ситуации, во многу различни степени и нивоа, и сите ние би сакале да сме колку што е можно помалку тажни во животот, колку што е можно помалку да сведочиме на настани кои ќе не болат и ќе не прават тажни, на загуби, разни сепарации, загуби од материјално ниво, и се разбира она што е најтешко, загуба на блиски луѓе кои што исто како напуштањето може да биде понивен избор, или пак едноставно и тие не можат да влијаат на тоа. Тагата е исто често измешана со лутина, гнев, бес, разочарување. Тагата е дадена за да може да исцелиме, да поминеме низ различни нивоа и степени на тагување. Луѓето кои што не оттагувале, ја носат тагата со себе цел живот, им се манифестира во многу различни ситуации. Едноставно е нормално да бидеме тажни, да си дозволиме да бидеме тажни. Тагувањето, колку и да е болно, ни помага да исцелиме, да се собереме, да прифатиме дека во животот се случуваат најразлични настани. Ќе бидеме тажни исто толку колку што сме и среќни. Во нашиот колектив некако луѓето ја потиснуваат својата тага, особено машката популација, меѓутоа во ред е да се биде тажен, во ред е да се биде гневен, во ред е да се биде лут,
Можете да се чувствуваат сите емоции, а тагата може често да не наведе до очај и до безнадежност, особено кога се соочуваме со големи трагедии, со многу трагични настани, кога не можеме ништо да направиме, можеме само да прифатиме. Не е добро ако долго време останеме во таа очајна, безнадежна состојба. Да не изгубиме смисла за живот, да се потсетиме на се она што е вредно, на се она што сме имале убаво, за да можеме што е можно побрзо да излеземе од оваа ситуација. Се смета дека еден вид одраз на тој очај безнадежност се иронијата, цинизмот, зајадливоста. Ако веќе мора да бираме, подобро да сме иронични, цинични, зајадливи, отколку очајни и безнадежни, затоа што тоа може да донеси до некои многу трагични последици по нашето здравје и по околината, односите со луѓето кои што можеби нема да знаат како да ни помогнат и да се носат со тоа, можеби ние нема да дозволиме. Затоа да побараме помош. Кога велам помош, секогаш мислам најпрве на разговор, да споделиме, да направиме тоа што можеме со луѓе кои ни се блиски, на луѓе на кои веруваме во безбедна средина. Ако тоа не помага, да побараме стручна помош. Значи, не мислам секогаш дека е потребна стручна помош, меѓутоа, ако не кочи во секојдневното живење, тогаш треба да си помогнеме и себе си, за да бидеме добри со себе, за себе, но и за другите, најблиските, оние кои што ги сакаме. Многу од овие непријатни чувства се поврзани со чувството на страв, кое е крајно непријатно чувство и кое најчесто е поврзано со основниот страв, стравот да преживееме или стравот од смртта, кој е страв од животот во исто време. Стравот може да биде реален и нереален, и кога е реален, тој може и да ни помогне и да не заштити во многу ситуации, а кога е нереален, може да не стави во состојба на анксиозност, вознемиреност, трема, непријатност, да не кочи на секојдневно ниво, на остварување односи со другите луѓе, на искористување на можностите кои што ни ги дава животот. Ако живееме во такви нереални стравови и ако тие постојано не кочат, време е да преземеме нешто, да прифатиме дека е нормално да чувствуваме страв и на секојдневно ниво во различни сегменти, се додека тој страв не подзакочува, не подопоменува и работи за нас. Еден од најдобрите начини да се носиме со таквите стравови е да гледаме во стравовите со очите на љубовта, односно секогаш кога ќе почувствуваме страв од некоја ситуација, страв за некој што ни е драг и близок, страв за нашето здравје, страв за било што ни е важно, да погледнеме од другата страна, да се потсетиме колку многу пати во животот ни било страв, а ништо не се случило, да се потсетиме колку многу љубов имаме, тоа чувство на љубов, доверба во животот и во се што е поголемо од нас, да го почувствуваме и да се носиме полесно со нашите стравови кои се човечки и се во ред, доколку се дозирани и доколку не спречуваат да си го живееме животот. Планирам да снимам уште некое видео на тема емоции, меѓутоа ова е последното видео од Препознај ги своите емоции. Може би е малку потешко за следење и за емотивно преживување. Ако ви е многу тешко, пуштете си го првото видео, каде што зборувам за пријатните емоции, за да направите баланс и не заборавете. И покрај што ги има овие емоции, ние ги имаме и сите тие други. Бидете среќни, бидете влюбени, бидете полни со надеж и доверба и покрај се, затоа што тоа ни е потребно за да можеме да се носиме со се ова друго помалку или повеќе, затоа што луѓе сме, но исто така имаме и големи капацитети да се носиме со сите тие емоции и е привилегија да можеме да имаме широк спектар и широк капацитет за чувствување. Јас ви посакувам се најубаво и се гледаме последното видео. Останете ми во љубов, радост, задоволство и добро расположение.